Здраво на сите, во ова видео ќе направиме компарација помеѓу платформите за видео, Dailymotion и YouTube. Првим ќе почнеме од тоа од која земја потекнуваат тие. YouTube Америка, а Dailymotion Франција. Што значи? YouTube е америчка платформа, а Dailymotion француска. Следен сегмент кој што сакам да го спомнам во оваа компарација се плейлистите. Во една плейлиста на YouTube може да имаме 5000 видеа, да имаме наслов од 150 карактери и опис од 5000 карактери. Додека во Dailymotion може да имаме плейлиста која што ќе има опис од 2000 карактери, наслов 50 карактери и 250 видеа. Следен сегмент во оваа компарација се насловот и описот на едно видео. Во YouTube тоа видео може да има наслов од 100 карактери и опис со 5000 карактери, а додека во Dailymotion 255 карактери наслов и 3000 карактери опис. Следно, отиме за брзините кои што може да ги има во видеата на YouTube и Dailymotion. Тука е заедничко. Брзините се од рангот од 0,25 до 2. Дополнително заборав да спомнам дека во YouTube имаме Community Tab, каде што може да се поставуваат различни линкови, да се поставуваат слики, да се поставуваат пулс, односно анкети и други рете работи, а тоа во Dailymotion го нема. Друго заедничко што имаат овие две платформи е тоа што во двете може да се заработува и во двете да се гледаат анализи за поставената содржина која што ја има на една од овие двете платформи. Сигурно има уште многу работи што би се зборувале на оваа тема, например кои типови на видеофајлови може да ги има во двете платформи, бројот на карактери, на юзерним и така натаму, но јас се задржав на овие компоненти кои што ги спомнав. Сега како заклучок што можеме да заклучиме од ова сето што го набројав, можеме да заклучиме дека двете се компоненти за поставување на видеозаписи, каде што може и да се креираат и плейлисти, да се заработува и да се прави анализа на сите поставени видеа кои што ги има на оваа платформа. Дополнително Dailymotion има помал број на карактери за наслов на плейлиста, како и опис на плейлиста, додека YouTube има повеќе, но Dailymotion има повеќе карактери за описот, не за описот, туку за насловот на видеото. И при тоа, плейлистата на YouTube може да има повеќе видеа од плейлистата која што има на Dailymotion. Така да, генерално тоа е тоа што имам да кажам се во ова видео.